следната година се очекува дефинирање на еднородителското семејство. Во 2019 година ќе се отвори законот за семејство со цел да се интервенира во него и да се најде јасна дефиниција за тоа што представува овој семеен конструкт. Сепак, дефиницијата ќе биде дел од еден посложен процес на дефинирање на сите видови други семејства, кои постојат во праксата, а не се препознаени во законските решенија. На оваа тема денеска се одржа презентација на анализата за правата на самохраните мајки, која ја изработи Сдруженијето на самохрани родители Една може. Една од препораките во анализите е токму дефинирањето на третманот самохран родител и еднородителско семејство во соодветни законски норми. Непостоење адекватна дефиниција за самохран родител и еднородителско семејство представува основен проблем, но и појдовна точка за правилно препознавање и правен третман на овие семејства во Македонија, се наведува во анализата. Припадниците на овој тип семејство се обесправени, работите се недорегулирани и сето тоа прави проблем во остварување на основните граѓански права и поддршката што треба да ја добијат. Кога се говори за еднородителските семејства, речиси секогаш помошта се поврзува со материјалната, но не секогаш еднородителско семејство има потреба од материјална помош. При дефинирањето на еднородителското семејство треба точно да се прецизира што тоа значи. Председателката на Една може, Дороти Пачкова, истакна дека во анализата се обработуваат правниот и културолошкиот аспект на проблемот. Според досегашното искуство на Една може и емпириските податоци кои ги собираме години назад, уште од корените на нашите активистички и грасрут заложби, па се до денешните многу структурирани и современи истражувања кои ги спроведуваме низ целната група, заклучуваме дека се уште оние клучни проблеми кои сме ги зборували пред 2 и пред 3 години остануваат како проблематична точка во овие семејства. Тоа е непостоењето и проблематичноста во однос на постоењето на сопствен дом, неможностите за вработување поради непостоење на флексибилни типови на работни позиции за кои па ние го создадовме социјалното претпријатие Една прави, неможностите за згрижување на децата во државни и јавни установи. Пачкова додава дека сивата бројка кажува дека во Македонија има околу 20.000 еднородителски семејства. На меѓународно ниво, големо мнозинство еднородителски семејства се мајка со дете или деца. Во Европа тој процент е 80% мајки со деца, а во Македонија процентот е уште поголем.